Советот на општина Неготино денеска ја одржа редовната 33-та седница, последна за ова 2019 година. На почетокот на седницата неколку припадника од советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата излегоа со своји предлози за точки на дневниот ред. Петре Манчев излезе со неколку предлога, и тоа меѓу кои беа предлогот за разрешување на председателот на Советот Диме Витанов и избор на нов председател на Советот. Втора точка која што беше предложена беше разгледување на статијата за изградба на депонија во општина Неготино. Трета точка беше разгледување на одлуката за собир на граѓани. Четврта точка беше предлог одлука за повлекување на одлуката за изградба на депонија, а пета точка беше предлог одлука за обврзувачки референдум за изградба на депонија во општина Неготино. Советникот Зоран Стојанов предложи да се вметне точката разно, на која што советниците би разгледале неколку реални проблеми кои што ги тиштат граѓаните од општина Неготино, додека советникот Игор Јованов наметна разрешување на директорката на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи. Да напоменеме дека веднаш по ова збор зеде и председавачот на Советот Диме Витанов, но советничката група на ВМРО ДПМН го обвини дека влегува во материјална расправа и едноставно на некој начин се обидуваше да не дозволи седницата да продолжи во тој тек. Кога беа ставени точките кои што беа предложени како нови на дневниот ред, советничката група на ВМРО ДПМН излезе и застана пред председавачот на Советот и на тој начин го изрази својот револт поради фактот што ни една од предложените точки не помина и не беше вметната во дневниот ред. Само да напоменеме дека на дневниот ред веднаш потоа беа предложени 21 точка и сите беа усвоени. Но само да споменеме дека во тој момент, откако беше усвоен дневниот ред, советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата ја напушти седницата, ја напушти салата, па во салата останаа само 8 советници од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како и дел од граѓаните кои што сакаат да присуствуваат на ова отворена седница, а меѓу нив и членовите на еколошкото друштво Ековита. Сите точки од дневниот ред беа усвоени со 8 гласа за, а почетните точки всушност беа и предлог програми, и тоа предлог програма за локален економски развој на општина Неготино за 2020, потоа за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020, за активностите на општина Неготино во областа на социјалната заштита, во областа на образованието, предлог програма за култура, спорт и поддршка на здруженија и фондации во 2020, за енергетска ефикасност на општина Неготино за 2020, за работа во областа на располагање со градежно земјиште на простор на општина Неготино, предлог програма за изработка на урбанистички планови на простор на општина Неготино, предлог програма за заштита на животна средина на територијата на општина Неготино и предлог програма за годишниот план за работа на комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените. Вреди да се спомене дека како 9-та точка од дневниот ред беше предлог програмата за заштита на животна средина на територијата на општина Неготино за 2020. По повод оваа точка советникот Трајче Димов предложи амандман за набавка на мерна станица за аерозагадувањето. Амандманот помина и стана дел од точката на дневниот ред, а потоа истата беше усвоена со 8 гласа за. Како 11-та точка на дневниот ред беше предлог буџетот на општина Неготино за 2020. И овде со 8 гласа за беше усвоен буџетот на општина Неготино во вредност од 464 милиони 687 083 денари, односно основниот буџет од 198 милиони 963 244 денари. Според првичните оценки, овој буџет е за околу 60 милиони поголем од буџетот кој што беше на располагање минатата година.
12 точка од дневниот ред беше предлог одлуката за извршување на буџетот на општина Неготино, а 13 точка беше буџетскиот календар за 2020. И овие точки поминаа со 8 гласа за. Следуваше предлог одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници, даватели на услуги и директорот на јавната општинска установа Детска градинка Фемо Колаков Неготино, како и предлог правилникот за постапка и критериуми за утврдување на пазарната вредност на земјиште и утврдување на просечни цени на градежно и земјоделско земјиште. Точка број 17 беше предлог решението за давање на согласност за измена на годишниот план за вработување за 2020 на основното училиште Гоце Делчев Неготино, потоа предлог мислење по однос на статутот на општинското училиште Гоце Делчев од Неготино. 19 точка беше предлог мислењето по однос на програмата за изведување на екскурзии за учениците од основното училиште Страшо Пинџур. 20 точка беше предлог за клучокот за усвојување на годишната програма за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Неготино од Неготино за 2020 и последната 21 точка беше предлог решението за доделување на еднократна парична помош. Еве кои беа последните зборови за оваа календарска година на претседавачот на Советот на општина Неготино, господинот Диме Витанов. Сакам да ја искористам можноста на сите советници на општина Неготино, на сите граѓани на општина Неготино, да им ги честитам престојните новогодишни и божични празници и да им посакам многу среќа, здравие и секое добро по наредната 2020 година. Заедно да се избориме 2020 година да биде поуспешна за сите граѓани на општина Неготино.